Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на За или Против. Вечерва со мене Костадин Делимитов и со моите вечерашни гости Маријанчо Николов, поранешен пратеник од редовите на СДСМ, поранешен председател на Комисија за финансирање и буџет. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите. Благодарам на поканата што ја прифативте. И господинот Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН и актуелен председател на Комисијата за финансирање и буџет во Македонското собрание. Добро вечер и за вас и благодарам. Добро вечер, благодарам за поканата. Да. Со оглед на вашиот статус, вашиот бекграунд, очекувано ќе зборуваме за економијата во држава, но ќе начнеме сигурно и политички прашања кои што се актуелни во моментов. На почеток би сакал од вас двајцата да проанализираме малку околу последниот чин на издавањето на еврообврзницата. Министерството за финансии соопшти дека се обезбедени на последната аукција која што беше повторена по оној кикс што се случи со министерот за правда, повторена аукција во која што се обезбедени 500 милиони евра по камата од безмалку 7% или ајде конкретно 6,96 плюс 100 милиони евра обезбедени за поддршка преку Европската комисија од околу 3%. Ставот на Министерството за финансии е дека се обезбедуваат пари кои што се неопходни за да се покријат старите задолжувања по идентични услови како она што беше претходно. Првото прашање до вас ми е, господин Стојановски, како може да зборуваме за идентични услови кога еве гледаме дека имаме повисока камата, а владата зборува за идентични услови. Како го коментирате ова? Па не можам да го прокоментирам на поинаков начин освен на катастрофа, затоа што еве да се навратиме прво зошто претходната обврзница не беше издадена, заради чисти административни причини, односно заради тоа што во владата никој не му имал кажано на премиерот или на министерот за финансии дека постои протокол кој што треба да добие и потпис од министерот за правда. Самиот тој допис до Министерството за правда стигнало 5 денови од како тогашниот министер за правда Топанчевски бил разрешен. Постои можност, тоа го каже и професорот Давидковски и самиот премиер да го потпише тој указ, како нели тој е прв министер помеѓу сите. Но Ковачевски одби тоа да го направи. Јас имав пратеничко прашање, конкретно го запрашав зашто прво одбил тоа да го направи, а второ дали некој ќе понесе одговорност дури ако повторното реиздавање каматата за истото биде 0,5% повисока исто како што е сега. Треба да знаат македонските граѓани дека ова не е само символична бројка, дека ова ќе ги чини нив и отприлика најверојатно од 5 до 7 милиони евра ќе треба да го платиме ова повторно реиздавање на обврзницата, заради тоа што во првиот пат на никому не му текнало дека не може така да се издаде еврообврзница, а второ се поставува прашањето што правиме со оние трошоци кои што се номинални, а кои што секогаш треба да ги плати државата која што издава обврзницата, од аспект на тоа да се покријат давачките кон лоби куките или кон лобистите кои што најголем дел беа од Северна Америка. Така да не можам да го прокоментирам ова никако освен катастрофа како што кажа во воведот на моето излагање и сметам дека конечно некој во оваа држава треба да превземе одговорност за ваквите случувања. Господин Николов, вие сте биле член на Комисија за финансирање и буџет, сте раководеле со Комисија за финансирање и буџет во неколку пратенички состави, 4 чинам, но не полни 4 мандати. Сведоци ли сте на еден ваков начин издавање на евроврзница, еден ваков начин да се направи ваква, да речеме, грешка, која што потоа гледаме дека еве не чини поскапо нас граѓаните. Сметате ли дека треба да има одговорност за ова што се случува? До сега во мојот мандат додека бев ова е девето евроврзница инаку. Пратеник, да, ова е девета, додека бев јас пратеник, се издадоа неколку евроврзници, чинам дека беа 5 на број и немаше оваква грешка, во смисла да веќе издадена обврзница не може истргувана на берзата, да не може да се тргува со незе да се врши промет, заради тоа што не е добила потпис од еден од министрите од кој што треба да добие потпис. Иначе еврообврзницата беше најавувана како средство за финансирање на буџетскиот дефицит. Министерот тоа го најави и при презентацијата на буџетот за 2023 година.
Меѓутоа се издаде на 600 милиони евра, се доби каматна стапка тогаш од 6,25%. Сега еве денеска сега го слушам податокот, читав дека во тек е аукција е 7%, значи е со повисока каматна стапка и веројатно тоа се должи и на влошувањето на условите за позаемување на пари на кредитните пазари, но се должи и на пропустот кој што беше направен со претходното издадената еврообврзница во смисла на тоа да не се потпише од министерот за правда, истата да биде поништена. Така да тоа не е во ред, не зборува добро за имиджот на нашата држава и ќе се надевам во иднина нема да се случуваат овакви пропусти, бидејќи се си има цена. И таа цена секогаш на крајот, кога се работи за буџетски пари, ја плаќаат граѓаните и компаниите. И јас се надевам дека тоа во иднина не треба и не би се случило, затоа што цената ја плаќаме сите ние, да не зборувам за нарушување на угледот на државата како сигурно место за инвестирање во случајот во хартија од вредност еврообврзница. Спомнавте дека плаќаме одредени, да кажеме, средства кои што биле за посредство да се издаде таа еврообврзница. Имате ли можеби податок колку пари станува збор за... Па точен податок немам во моментов, но тука вреди да се напоменат неколку работи. Ова е обврзницата која што е втора поред со највисока камата која што е издадена од 7%. Претходната била во екот на она светска и европска економска криза 2009, кога парите на пазарот биле особено поскапи. Сега, како што каже и господинот Николов, заради административна грешка и заради утврдување на фактот дека кредитниот рейтинг е намален, затоа ќе треба да се плаќаат повеќе средства по основ на камати. Но тука еден детал не треба да го испуштиме. Веднаш кога се обзнани дека ќе пропадне издавањето на претходната еврообврзница заради административни причини, нашата влада се задолжи кон домашниот пазар за 130 милиони евра со каматна стапка од 5,25%. Тогаш тие средства беа земени, заради тоа, еве ќе потсетам дека имаше штрајкови во Министерството за здравство и најверојатно буџетот во тој момент не беше доволно ликвиден за да се исплатат платите кон тие граѓани кои што земаат пари од овие институции, односно плата. И сега кога ќе го видиме целиот тој долг, фактички средствата кои што ние сме се задолжили дека ги платиме по основ на камати, кога ќе се акумулира целиот износ е особено посериозен од овој кој што го споменавме ние двајца. Значи кога ќе направиме една математика, повеќе плаќаме од тоа што сме платиле, односно повеќе ќе плаќаме од што сме платиле во време кога беше хипотекарната криза во Соединените Американски држави во 2008-2009, кога ударот од таа криза беше сериозно голем. Па еврообврзницата во право е господинот Бојан во 2009 беше со највисока каматна стапка и тогаш Македонија има платено највисока камата. Таа беше на 3 години на износ од 175 милиони евра, без се плати камата за 3 години во износ од 60 милиони 484.375 денари. За жал, генералниот проблем со еврообврзниците во Република Македонија е ги издаваме, но не се дефинира точно целта за што ќе ги користиме. Значи, и како поминува времето, ние влегуваме во еден циклус на се повисоки и повисоки вредности на издадени еврообврзници. Сега да не беа веројатно така лоши условите на или влошени условите на финансискиот пазар, можеби еврообврзницата ќе беше и во повисок износ, но во секој случај ние се уште не знаеме за сите овие 8 до сега издадени еврообврзници за што се искористија. Само една во 2005 година, која што беше земена во времето на господинот Никола Поповски, доека беше министар за финансии, на износ од 150 милиони евра или долари, не се сеќам. Само таа беше употребена за да се врати долгот кон лондонскиот клуб,
по основ на кредити од претходни години и таа имаше каматна стапка од 4,625%, а се вратија кредити со каматна стапка негде околу 6%, значи тогаш Македонија заштеди средства и таа еврообврзница според моје мислење беше правилно употребена. Натака имаме еврообврзници со разни каматни стапки, но во суштина треба државата се задолжува со ваква износи на еврообврзница со однапред дефинирани намени цели како би можеле, знаете како, земате евроврзница во случај со камата од 7%, треба по логиката на економиските правила да ја вложите во нешто што ќе донесе повисок прилив, да може утре комотно да ја вратите. И тука јас би ги охрабрил и би апелирал сите влади, претходните тоа не го правеа, барем од наредна некоја еврообврзница која ќе се издаде, еве да имаме јасен став и јасна цел, таа еврообврзница издаваме за изградба на тој и тој пат или на тој и тој проект, кој што за периодот на враќање на еврообврзницата од 7 години, 5 години, 6 години, ќе донесе приход со кој што ќе се отплати и каматата и главницата од еврообврзницата. Ќе зборуваме како се трошат парите и зашто се трошат. Уште малку би се задржал на задолжувањето, значи еврообврзницата носи сега одредени околу 600 милиони евра евроврзницата и овие пари од Европската комисија, но тие не се доволни да се покрие ниту буџетскиот дефицит кој што го имаме годинава. Тоа е околу 700 милиони евра. А плюс, поред тоа што се предвидува за задолжување во буџетот, значи ќе имаме уште најмалку двојно за задолжување, или околу 1 милијарда, ако не грешам, дополнително задолжување, кое што ќе треба допрва да се спроведува. Колку реално можеме ние како економија да издржиме во една година да толкова висока сума да се задолжиме? Колку реално тоа е издржливо вака за нас како економија? Па мислам дека апсолутно е неиздржливо и ќе пака кажам со бројки зашто го мислам така. 700 милиони евра буџетски дефицит при идеални услови на исполнување на буџетските приходи, кои што знаеме дека секоја година не се случуваат од низа различни фактори. Еве ние имаме најсериозна контрибуција во буџетот по основ на даноци, а по основ на даноци па најсериозна контрибуција имаме во данокот на додадена вредност, кој што во моментов е висок приносот заради инфлацијата од 20%. Ако се намали инфлацијата, тоа значи дека и приносите по тој тип на даноци ќе се намалат, а и тука веќе треба да размислуваме, веќе поминува првиот квартал, даночната реформа која што владата ја планираше не е донесена, што значи дека и по тој основ приходите нема да се реализираат. Фактички овој буџетски дефицит само ќе се зголемува, имајќи во предвид и економската неактивност на владата, а и како падот на индустриското производство од аспект на преработувачката индустрија и сличен таков тип на би рекол индустрија. Имаме седми квартал поред пад на градежништвото, кое што е најсериозна гранка во економијата, каде што под градежништвото има уште 27 сродни гранки кои што ја развиваат економијата и тоа укажува дека ние до крајот на годината најверојатно ќе треба да се задолжиме за уште 900 милиони евра или вкупно со оваа евроврзница 1,6 милијарди евра долгови кои што ќе се генерираат како нови. Добро, веројатно дел од тие пари се и за враќање на некои стари долгови. Ово и беше ова евроврзница конкретно владата велеше дека е за враќање на стари долгови, а другите се за конкретно ликвидност во буџетот, односно за секојдневни обврски кои што владата не може да ги покрие со одредени приходи. Зошто? Можеме да разговараме во текот на емисијата, но вреди да се напомене дека еве без оваа обврзница која што сега ја издадовме, од 2025 до 2028 година ние ќе треба за земени еврообврзници во претходните 5 години да платиме 2,5 милијарди евра. Тоа се пари на граѓаните. Сега да направиме една јасна дистинкција. Јас немам ништо против и така треба да биде. Секоја еврообврзница да биде издадена која што ќе биде врзана за некој проект. Но еве ќе поминат овие 5 или 6 години, ние тие обврзници треба да ги вратиме, а сепак не се изгради некоја капитална инвестиција која што е од материјално добро. Нешто што ќе го видат граѓаните. Па нека еве толку вулгаризиран и театар, и културен дом, и музеј, но нешто да знаеме дека од нашите пари се изградило и дека ќе допринесе за некаков прираст во економијата.
Немаме започнато ниту еден автопат, комплетна лага и смешно е да коментирам дека имаме изградено 1300 км патишта, тоа е мислам дека тотално нереално. Не постои човек кој што верува во тоа. Не се мрднати проектите во железницата, ниту во здравството изграден нов клинички центар и тој што го имавме оставено ќе треба да плаќаме пенали, а само продолжуваме да се задолжуваме. Конкретно на тоа сметам дека некој во оваа држава треба да понесе некаква одговорност, затоа што имаме 4 сменети министри за финансии, имаме сменето повеќе премиери од колку што имаме изградено километри автопати, тоа се тројца премиери. Не можеме да завршиме еден автопат од Скопје до Блаце, да не зборам за Киче Охрид, и тука е генералниот проблем на оваа држава, зашто се даваат средства, а сепак граѓаните не може да видат ништо. Колку тоа влијае кај граѓаните, покажуваат истражувањата. Последното за довербата на граѓаните во политичарите, односно во владата, како и зашто ги трошат парите, зборува дека дури 73% од граѓаните, значи нема доверба како се трошат нивните пари, односно дека тие се трошат ненаменски. Значи граѓаните сметаат, последна анкета беше тоа истражување, или само 17% сметаат дека расходите се во функција на потребите на граѓаните. Господин Николов, на што се должи овака загрижувачки 73% од граѓаните да нема доверба како надлежните институции ги трошат парите на граѓаните? До каде, како се доведовме до една ваква состојба? Тоа е кумулирана состојба. Значи, тоа не Факт е дека низ годините се кумулира, така е, да. Ќе почнеме од 2005 година да не се враќаме од почетокот на независноста на Република Македонија, бидејќи се почна со навистина скромни средства и се стаса до тога. Тоа е кумулирана состојба и граѓаните гледаат дека од година во година расте буџетот, расте дефицитот, расте задолжувањето. Меѓутоа, животниот стандард на граѓаните не се подобрува. Не се подобруваат условите во здравството. Не се подобруваат условите во образованието. Во социјалната заштита се зголеми значително гарантираната минимална помош, но таа е исто така далеку од тоа да обезбеди нормален, пристоен живот. И граѓаните нормално се прашуваат каде одат нашите пари и компаниите. Од друга страна, нашиот раст на бруто домашниот производ само 5 години, зборувајќи од 2008 година до 2022 година, го надминал буџетскиот дефицит. Значи, ние сме правеле повише позајмувања отколку што сме имале раст на бруто домашниот производ. И тоа значи вие си јадете од готовината. И нормално е кај граѓаните да се јави сомнеш каде се трошат нивните пари. Дополнително, ние имавме еден проект за кој што ние многу сме зборувале во собрание. Ние видовме дека таму се вложија значителни средства. Не придонесе за развој. Од друга страна, видовме дека во тоа време, додека тој проект се реализираше, се зголемуваше долгот на државата. Кој проект? Скопје 2014. Мислам дека проектот сега за сега по ниеден основ не ги оправда вложените средства во голем дел од тие проекти што беа реализирани. Ние поради тоа бевме приморани на меѓународните пазари да се задолжуваме за други потреби, кои што ако не беше тој проект, можевме, ова е можеби некој постар проект или преспретка колку би чинела изградбата на Чебрен, од тие постарите проекти би чинело меѓу 600 и 800 милиони евра. Една хидроцентрала Чебрен. Ние изградивме еден проект Скопје 2014, но од друга страна се соочивме сега во време на енергетска криза со недостиг на производство на електрична енергија и да не беше интервенцијата на државата во делот на помошта, ние сега ќе плаќавме значително повисоки сметки за електрична енергија.
Ако ја имавме Чебрен и Галиште, бидејќи хидроенергијата е најефтина електрична енергија, после обновливите други извори за енергија, ние ќе бевме во подобро енергетска состојба како држава. Тоа е она што го зборувавме претходно и сакам да се навратам. Треба да се утврдат приоритети. Ама гледаме дека и сега повторно се прават слични грешки според некои грешки, според некои промашени инвестиции. Реченица ми беше тоа, значи се почна со изградба на автопати. И тоа е добро. Жал ми е што се запре, се сгрешиле проектите, не биле доволно јасни проектите, се бираат сега нови изведувачи, се започна одредени регионални патишта. Владата сега најавува ќе реализира голем дел од коридорот 8 или ќе почне да го реализира. Тоа е она што создава предуслови за развој. Тоа е она што го бара бизнисот. Ние кога ќе дојдеме да разговараме парите да ги трошиме за поинакви намени, тогаш веројатно би биле на повисоко ниво на развој. Али во моментов на Македонија недостига квалитетна инфраструктура, квалитетно школство во корелација со потребите на економијата, квалитетно здравство, квалитетна живот на стандард кој што на луѓето ќе им овозможи полесна живеачка. И ние за тоа треба да се бориме. И ние за тоа треба да одиме кај граѓаните. И ние за тоа треба да бараме довербата, мислам, како политичари. И кога бараме доверба од граѓаните како политичари, да кажеме дека целта ни е ова. Иначе, знаете како држава е многу полесно да се задолжите. Жиранти ви се сите граѓани на Република Македонија. Ке земете кредит. Меѓутоа, пак ќе кажам, лесно е да земеш кредит, тешко е да го вратиш. Домаќини пресметуваат 5 пати еднаш. Како викаат, кој живее на кредит, умира на рати. И затоа мислам дека треба многу посериозно да почне да се размислува околу овие работи. Само на Бојан, како е на дополна, се донесе новиот закон за буџети. Со тој закон за буџети има сериозни ограничувања во делот на максимализирање на вкупното задолжување на државата, фиксирано е на 60% вкупниот јавен долг од бруто домашниот производ. Дефицитот не смее да надмине 3%. Ако се случи да надмине, владата е должна да достави до собранието, мислам, Бојан малку сега повеќе ги знае тие работи, бидејќи актуелен пратеник, програма како среднорочно ќе ги врати овие вредности во овие копенхагенски критериуми за Република Македонија, да не влева во должничка спирала, еден кредит да покрива со друг кредит или тој наредниот кредит да е поголем од претходниот, па покрај покривањето на стариот дополнително да се задолжува за не знам што. Така ние одиме кон едно сценарио кое што никој не го посакува. Имаме ли таква отчетност од владата? Вака, многу работи се кажа. Многу работи се кажа, сакам ја да прашам, меѓутоа ова сега вака ме поттикна да прашам за отчетноста. Да почнеме од позади. За законот за буџети во ред што се донесе консензуално и многу помогнаа меѓународните партнери, но има еден проблем што еве трети месец како е воведен и треба да влезе во сила, самата влада не го почитува, односно гледаме дека бегаат од одредбата на исплаќање на платите на вработените во Министерство за финансии, со кој што во членот 66 од тој закон сите се согласивме дека треба беат 30% повисоки за целото министерство, заради тоа што навистина има одлив на сериозен квалитетен кадар од тоа министерство, а сепак тоа е чуварот на државната каса и луѓето треба да бидат мотивирани, не само тие, туку сите вработени, дали биле во приватниот и во државниот сектор, треба да имаат повисоки плати. Од страна на проектот Скопје 2014, ја чинам дека тука малку заради политика многу сериозно се вулгаризира. Три работи кратки ќе кажам. Прво, има сериозен економски импакт по бројот на ноќевања и на прелети кои што доаѓаат во Република Македонија и Скопје го надмина градот Охрид по број еден туристичка дестинација. Втората работа која што сметам дека е особено важна, тоа дека многу голем дел на државни институции повеќе не плаќаат кирија, туку се сместени во објекти кои што ги изградивме за тие да бидат функционални. Ние дадовме
наредува како толку пречи, нека ги оттуѓат зградите, нека ги продадат, нека се направи некој приход во буџетот, па нека продолжат со плаќање кири. И третиот е за подигање на националниот дух, нешто кое што мене лично како граѓанин многу ми значи и секогаш би поддржал да се градат такви работи. Од аспект на конкретно колкава дупка се јавила во тој проект, доволно е само две работи да знаеме. Оваа година ние сме му префрлиле на ЕЛЕМ за функционирање за ликвидност 230 милиони евра. 230 милиони евра само за 12 месеци. Кога ги заокрушиме тие 230 милиони евра и кога ги додадеме на тие средства, анексите склучени за Кичево окрет автопатот, кои што се од прилика тука во последниве години, ние доаѓаме до комплетната вредност, односно до 50% од вредноста на Скопје 2014 година. Значи, не е во ред само да се зборува на тој проект, а еве поминале 7 години. Во ред, ако бил лош, требало да се прекине со таквата практика. Но видете се од друга страна што велат бројките. За 5 години вкупно задолжување 3,8 милиарди евра оваа влада. Претходната за 10 години 2,9 милиарди евра. Кога се споредат капиталните проекти кои што биле изградени, работата е неспоредлива. Јас би го критикувал, можеби заради тоа што од одредени политички причини би наоѓал одредени замерки, но не сметам дека некој во оваа држава има против на тоа да се градат капитални инвестиции, да се градат нови сали, нови клинички центри, нови стадиони, нови автопати, но гледаме дека тоа во овој момент не е случај. Сметам дека тоа е најсериозниот проблем на нашава држава. На овој начин како што ја поставуваме ние економијата на константно трошење на пари кои што ги немаме и кои што сметаме дека никогаш нема да ги вратиме, а да не креираме општествени добра, сметам дека е сигурен рецепт за тотално финансиско фијаско. Мене вака како новинар и како граѓанин на оваа држава ми боде очи постојано една работа. Например, сега ја гледам ова проектот што е со Бехтел Јенка. Ајде, значи се донесе у собрание, се усвои, за да има договор, непосредна спогодба, ќе се гради, ќе го прават. Се, кога дојде до изборот за надзор од фирма, што требаше да го прави, нели имавме еден обид, една фирма беше чином негде од тамо од Велешко беше, па излезе дека Дуи биле блиски со нив, па излезе дека имало некои руски бизнисмени кои што биле вмешани тамо и некако пропадна таа фирма. Сега доаѓаме повторно пред некој ден се избра фирма за надзор. 20 милиони евра чини, 22 милиона евра ќе не чини надзорот и сега гледаме таму дека па има некои луѓе, една фирма на некој наш државјанин кој што во Ерменија бил во Ерменија или не знам. Да, во Ерменија бил осомничен за корупција, па имаше некој случај како таму бегал, па ние му сме помагале, или не знам оваа некоја шпанска компанија која што претходно имала забрана за да учествува на тендери над милион евра, па сега се враќа во игра да биде еден од носителите на овој надзор, значи да биде дел од тој конзорциум. Повторно некако правиме чекори кои што ја зголемуваат недовербата во јавноста дали тоа што се прави навистина се прави за да се реализираат проектите или за некој да ќари од тие проекти, а ние па да излеземе па да чекаме 10, 15, 20 години нешто да се реализира. Тоа ми беше пресказ зборот. Повторно ги правиме мислите грешки и не ги учиме. Го спомнавте Скопје 2014, контроверзен проект за некои поделени мислења, но еве сега за оваков голем проект, повторно пак уште во старт на нереализиран се прави нешто што отвара сомнеш. Опозицијата вие реагирате, но и претходно медиумите објавија доста податоци за ова, па опозицијата се надобар за да бара одговори, но еве одговори нема. Министерот за транспорт и врски последно како што кажа, не сакаше да коментира ништо околу ова, односно упати на тоа што кажа Агенцијата за патишта, тие безмолку не кажа ништо по конкретно околу ови, останате се така некако да виси. Па доаѓаме до тоа дека не ја учиме лекцијата и повторно ни се случуваат киксови. Знаете како јас ќе зборувам за еден претходен проект. Мислам не ви контрирам, само отварам дилема дека не ги учиме лекциите. Не сакам да контрирам, но сакам да дебатата ја сваќам ко размена на аргументи. Да, на размена мислење тоа дека не ни против ни за. Си кажуваме наше видување, граѓаните ќе проценат каква е состојбата и сето тоа. Се трудам да бидам што е можно по објективен и реален, бидејќи бранењето на грешки туѓи се одразува на иднината на моите деца, внуци и на сите нас. Ме разбирате? А некој можеби поединец нешто тоа за мене не е политика и никогаш не сум поддржувал такви однесувања или постапки.
Јас додека бев пратеник се случи да се во собрание помине закон за изградба на 2 автопата. Тоа се Миладиновци Штип и Кичево Охрид, каде што ние исто така реагиравме зашто тоа не оди на јавна набавка. Меѓутоа кредиторот, кинеската банка, услови нивна фирма Синехидро, мислам. Синохидро, така. Да ги гради автопатиштата. И тука ние тој кредит беше неповолен за Македонија и условите не беа поволни. Во која смисла? Ако се сеќавам добро, може само во процентите да сгреш. 51% од опремата и работиците требаше да ги донесе кинеската фирма. 49% да бидат македонски компании. 51% од материјалите што ги се користат во изградбата на автопатиштата да бидат македонски, 49% да бидат од кинеската фирма. Тука сега се создадоа услови, нели, каматата беше релативно ефтина 5%, грейс период од 5 години, но никој не контролираше која е вредноста на тие 51% опрема што се носи. И патиштата ни испаднаа скапи. И сега јас тогаш ние реагиравме зашто не се оди со јавно надавање. Сега за дел од другите патишта, еве Бојане сега тоа кај не се случува додека е тој представник на граѓаните во собранието пратеник, истото да се случи, сега само е друга компанија и ова околу надзорот ќе го прокоментирам после, не сум многу запознаен, но ќе го прокоментирам од кога Бојан ќе сега. Значи, ние, нашите компании, сега за жал градежни, не знам колку од нив што остана, па беа синоним за изградба на патишта по Блискиот Исток. Значи, не знам колку патишта имаат изградено. Јас сум бил релативно мал, за дел од тие патишта не сум може бил и роден тогаш. Сега ние дојдовме во ситуација некои други фирми да го собираат кајмикот, а нашите да бидат подизведувачи. Дали имаат недостаток на капацитет, недостаток на кадар? Што е во прашање? Јас навистина би сакал да знам како граѓани. Значи, многу ме интересира. За овие дилеми и за проектот со Бехтел, Енка и надзорот ќе продолжиме по кусата пауза за рекламни пораки. Продолжуваме со дебатата во за или против со вечерашните мои гости Маријанчо Николов и Бојан Стојановски. Застанавме на проектот со Бехтел и Енка и изборот на надзорот кој што не чини 22 милиони евра и кој што крие одредени, да кажеме, проблематични ликови и компании кои што добиваат делот од бизнисот, откако еднаш се поништи, да кажем, изборот. Сега повторно имаме одреден сомнеж во јавноста. Реагирате вие како опозиција, но одговори нема. Реагираме ние неколку денови поред и го повикуваме јавното обвинителство да се заангажира и да отвори истрага. Нешто во кое што не се надеваме додека не се создаде силен медиумски притисок и да се отворат повеќе прашања од јавноста. Нешто што гледам дека во изминативе денови и се случува. Ова што се случува со изборот на компанија за надзор е еклатантен пример зошто ние како држава изминативе 6 години не можеме да тргнеме ни чекор понапред, односно тендери во 4 очи и местење на тендери од многу сериозни суми. Сега ќе ви објаснам конкретно за што се работи. Претходниот избор за надзор на компанија пропадна заради тоа што претходно избраната компанија не успеа да ја исплати, односно да ја уплати банкарската гаранција од 8 милиони евра. Таа компанија има добиено таа набавка има добиено една компанија од Велес со презиме Ампов, така се вика сопственикот, за кој што вице-премиерот за координација на овие прашања, не знам зошто, Артан Груби, кажа дека се поништи од тендерот, односно не се извршила набавката затоа што имало руски капитал.
Таму сега влегува во игра една компанија која што добива негативна референца од владата заради тоа што не ги исполнува обврските према пругата Белјаковце Крива Паланка, и владата носи заклучок на седница каде што им укажува на општините и на владините институции кои што треба да градат капитални инвестиции или капитални објекти над 1 милион евра, да не соработуваат со компанијата заради тоа што има негативна референца затоа што не се ја завршила работата. Во меѓувреме се случува во собранието гласање на стратешко партнерство и стратешка соработка со компанијата Бехтел и Енка, и 4 месеци после гласањето во собранието министерот за транспорт и врски ја надсинхронизира владата и носи потврда со која што укажува дека оваа компанија може слободно да излезе на пазарот и да соработува во проекти кои што ги распишува владата или со компании во Македонија. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор кој што се случува е во самата тендерска постапка се менуваат, додека трае тендерската постапка, се менуваат услови, нешто што е невидено. Прво се продолжува рокот за 8 дена за да се дозволи на една компанија да извади лиценца, а тоа во народните денови ќе видат граѓаните документирано како изгледало. И второто, се брише онаа одредба од тендерската документација, односно тендерската спецификација, дека треба да биде компанија која што во изминатите 3 години има позитивен биланс на приходи. Се менува тоа се трга, за да може оваа Ептис компанијата која што има негативен биланс, Таа е шпанска компанија која што, замислете чудесно, од компанија со негативна референца, со негативен биланс, влегува во оваа набавка, склучува конзорциум во која што, внимавајте, содружник и е компанија на синот на господинот Ампов од Велес, кој што регистрира компанија без вработени и овој пат прави содружништво со оваа Ептиса и на некој начин го добиваат тендерот за да вршат надзор. Сега се поставуваат неколку прашања. Прво, по кој основ компанија за една година од негативната листа дошла во позитивната листа и зошто? Што направила таа компанија во таа една година за да биде од едната на другата страна? Втората работа која што се поставува е зошто биле менувани условите во тендерската спецификација, конкретно баш како фоторобот за да може оваа Ептиса да го добие тендерот и набавката, и трета, како сега Ампов сениор имал руски капитал во неговата компанија, а синот нема руски капитал во компанијата. И тоа се отворени прашања, овде се работи за криминал од епски размери, за кој што повторно ќе кажам, ние како политичка партија не очекуваме обвинителството да реагира и затоа повикуваме на будност и од граѓаните и од медиумите, затоа што еднаш за секогаш ваквите работи треба да престанат. И ова е директна работа, и јас го кажувам од телевизиска емисија, не од собраниска говорница, која што е координирано од Артан Груби преку Димитар Ковачевски и владата на СДСМ, за да повторно се брукаме низ светот со реномирани компании или со реномирани кредитори за набавка од 22 милиони евра. Ова е пример, школски пример за еклатантен криминал. Не е само овој пример, медиумите пишуваат се, не знам, сигурно следите неколку дена и за уште еден друг проект поврзан со сомнеш за вице-премиерот Артан Груби, со една градежна компанија за еден хотел наводно имало интерес да се купи за да се продолжи реализацијата на проектот за автопат Скопје-Блаце за првите 2 километри кои се почна уште пред 3 години, а до сега нема ништо направено. И само отсликува во што се случува, бидејќи и за тоа нема одговор. Еве сега што кажавте, се надеваме сите дека обвинителството ќе провери ако ништо друго, барем ќе отвори некаква истражна постапка. Па јас не сум многу запознаен со околу процедурата за избор за надзорен орган за изградба на автопатите кој што ќе ги гради сериозна фирма Бехтел и Енка. Меѓутоа сакам да кажам дека надзорот е многу важен орган за квалитетно завршување на сите работи. Ако има било какви неправилности, ако има било какви пропусти во постапката и процедурата, тогаш треба да се испитаат и да се тргнат сите сомнеши. Вчера, во текот на вчерашниот ден, на една информативна емисија на некој од вестите, слушнав дека од јавното предпријатие за државни патишта имаше соопштение дека тие по спроведената постапка се јавиле 3 компании, дека завршила постапката,
знаете сега со новиот закон за јавни набавки за сите услуги над 500 и набавка на стоки над 500.000 евра има и управна контрола дополнителна од Бирото за јавни набавки, за работи е над 2 милиони евра и таа била завршена. Имало и постапка на жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки и дека сето тоа поминало со одбивање на жалбите и дека управната контрола не нашла забелешки во смисла дека има одредени неправилности и пропусти во спроведувањето на оваа постапка за избор на орган за надзор. Но, па ќе кажам, ако се смета дека постои прекршување некој на законот, нека се испита поарно, нека биде она шнајдерската 3 пати мери, еднаш сечи, отколку после да се соочуваме со други работи. Но, од она што беше кажано од јавното предпријатие за државни патишта, онака како што го познавам законот за јавни набавки, процедурата е испочитувана, условите можат да се менуваат. Сега како се менувале, зошто, колку, тоа веќе е дел од прашања кои што ги отвараат од ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе бидат докрај испитани и решени за да нема никаков сомнеш. Меѓутоа, исто треба да се внимава да не се отварат постапки или дилеми или еве да речем условно кажано афери, ако за тоа нема и докази, бидејќи во старт вие проектот го минирате. Така да до господинот Бојан би апелирал, јас поддржувам дека ќе има неправилности да се исправат, но исто така треба сето тоа да биде аргументирано доколку можете, доколку имате било какви сознанија да ги доставите до надлежните институции, да не ни се случува. Значи, да не гледаат како овде се може да помине. Господине Николов, од кого да очекуваме да не повика? Од оној обвинител на Дуи и Абази, па тие се 20 години заштитени во државија како бели мечки. Некој некогаш, а тоа ќе биде многу скоро, треба да го повика овој прв вице-премиер или како да му е таа измислена функција во владата и да го праша конкретно 3 работи. Прво, еве да зборуваме за купувањето на тој хотел од 55.000 евра, кој што самата банка го има проценето 5 пати повеќе од тоа. Понатаму да го праша како неговиот брат се стекнал со имот од 138 метри квадратни во центарот на Скопје за цена која што е отприлика 650 евра по квадрат, која што е 5 пати пониска од реалната процената вредност повторно на банката. И трето, треба некој да го праша тој господин и сериозно да го земе на одговорност како е возможно вработените во фирмата на неговиот брат, кои што се обични шалтерски работници, со сета почит према луѓето кои што ја работат таа работа, кои што работат со загуба да купуваат возила или да прават обрти од половина милион евра без притоа да има никаква економска логика во таа компанија. И затоа ние не очекуваме да не викне овој обвинителот, но ако не повика, секако дека не имаме материјални докази кои што при овие јавни излегувања ние ќе ги приложиме. Председателот на нашата партија Мицкоски веќе му ги даде на еден новинар заклучоците на владата и тоа како идела целата постапка и како се менувала во текот на постапката, така да слободно еве користам емисијава да упатам јавен апел кој сака од обвинителството нека не повика, ние ќе дојдеме, ќе ги приложиме документите, но ако не биде тоа сега, за многу скоро треба да знаат овие господа, особено првиот вице-премиер Тајкун Оточајер, дека ќе има одговорност. И дека од тоа нема да може никој да избега, затоа што еднаш за секогаш во овие 32 години постоење, особено во 20 години заштитеност како бели мечки на таа партија, треба да знаат дека некој ќе одговара. И за ова сме ние многу сериозни, тоа го кажувам дали во собрание, еве тука сум во емисија, тука немам никаков имунитет, документите се тука, слободно нека не повикаат, ние ги приложиме. Кога ве слушам вака и двајцата, не ме чуди податокот за она што пак ќе се повикам на една анкета, дека 80% од граѓаните сметаат дека во јавните набавки има корупција. Па ете, како што кажавме, има неколку мерења, не е само детектори, на ИРИ, на Евротинк, на МКДМК. Таа последна беше што вака се извади едни вака поинтересни, така по проблематични. Да. Има повеќе.
Видете, сегде има пропусти. Бојан е помлад од мене и јас сум се уште релативно млад. Мораме сериозно да работиме да се враќа довербата во институциите. Грешки може да се направат, меѓутоа намерни грешки за лична корис не се оправдани. Секој што работи може да сгреши и не треба се да... И треба да ја менуваме перцепцијата дека идењето на функција значи автоматски и пристап до некое богатство од кое што вие можете да црпите, а тие пари не се ваши. Не сте ни ги заработиле, тие се на граѓаните, ги зимате, треба да ги вратите преку подобрување на квалитетот на живот. И ние треба силно да се бориме против тоа. Неговата генерација, мојата генерација, Константин, мислам дека сме иста генерација, не избегаа младите. Не избегаа само материјално, заради материјални причини. Избегаа затоа што почна и да не веруваат во институциите и во системот и во функционирањето на одредени системи. Ние, оваа држава е прекрасна. Тука треба сите да си најдеме начин да живееме. Само треба да се борим. Да не сваќаме, јас сега дојдов на власт и Добро, дел од борбата и оваа дискусија што ја правиме. Значи, сите тоа е мојата интенција цело време, се надевам дека некој ќе рече идеал, наивност, не знам, било како, но без тоа ни се троши државата, бидејќи не ни останува потенцијал у смисла на кадар. Квалитетниот кадар не го зимаат. А тоа значи развој. Ајде малку да прозборуваме за она и уште еден проблем што го имаме со состојбата со инфлацијата, со цените кои што растат. Сметате ли дека замрзнувањето на цени на одредени производи е исправен начин да се заузда, да речеме, на галопирачка инфлација? Па тоа е, во моментов би кажал, мерка која што самиот премиер кажа дека е краткорочна. Ние сметам дека треба од аспект на тоа, ние го предложувавме неколку месеци назад, ако ќе ве потсетам на антикризните мерки, каде што укажувавме дека за оние производи кои што ја формираат најголем дел од потрошувачката кошничка, владата треба да интервенира на начин на кој што ќе ја замрзне цената, но ќе ослободи дел од стоковите резерви кои што ќе ги ослободи на пазарот и на тој начин ќе направи притисок за цената да почне да се спушта, односно да ја стабилизира. Не ќе ја да не послушаат и сега ги гледаме во 21. век, 2023 година, разговараме за тоа дали има леп во рафтовите и повторно дојдовме до оние неубави сцени од 90-тите, каде што прво имаше редици за нафта и за бензин, па сега има редици за век на леп, но не се решава системски проблемот. Ние каков предлог дадовме и како сметавме дека ова треба да биде решено. Како што кажав, да се замрзне цената, да се ослободат стоковите резерви, но од друга страна да се помогне на оние кои што го произведуваат лебот на начин на кој што државата ќе се откаже од дел од акцизите по литар на гориво, потоа ќе ги ослободи стоковите и државните резерви на брашно и, како што кажавме, со поголемо производство на електрична енергија, кое што секако можевме да го постигнеме и на тој начин да се продолжи субвенционирањето на струјата. Во собранието доаѓаат голем дел дали од организација на потрошувачи или од коморите од агроекономската комора и кога правиме споредби какви се субвенциите кои што ги пружаат кон тој сектор земјите околу нас се многу посериозни од тоа што ние го пружаме тука. Фактички да сумирам, сметам дека треба едно системско решение. Сметам дека треба на тој начин да се интервенира кон овие артикли, на тој начин да се заузда инфлацијата. Односно, несериозно е сега 2 недели ќе го гледаме премиерот со пиарот од 26.000 евра за 100 дена како шета по маркетите и проверува дали има леп или не. Па сега ќе анализираме дали треба да има тестенини, па ќе анализираме дали ќе треба да се замрзне цената на млечните производи, со што им даваме можност и на оние трговци кои што нечесно ги практикуваат овие практики да прават одредени несогласувања на пазарот кои што на крајот ќе треба да ги плаќаат граѓаните. Затоа е една робусна акција. Ова што го кажуваме ние 8 или 9 месеци стои во јавноста како предлог, потребно е побрзо да се реагира. Господин Николов, и вие веројатно се сеќавате, јас се сеќавам, ако сакате нешто да реплицирате. Не, повели сум. Јас се сеќавам и на 80-тите години имаше исто проблеми со и млечни производи и тогаш и со леп. И исто, па повторно правиме исти чекори грешки и тогаш се ограничува, се замрзнуваат цени во Југославија во поранешната држава и тоа создаваше редици и недостаток на производи.
и веројатно и сега со вакви едни чекори сме одиме на тенок мраз на ивица дека повторно може да не се случи. А има еден друг проблем. Сега сме пред почеток на преговори официјално со Европска унија, правиме еден чекор кој што не е во согласно со еден од главните постулати на Европска унија, да речеме пазарна економија. Како ќе реагира Брисел на ова што го правиме сега, ќе добиеме пак некој извештај, да не имаме реакции за ова што го правиме на ваков начин што ја да речеме што се браниме од инфлацијата. Многу прашања поставив, дилеми, ама да се вратиме на претходното, значи претходно далеко. Јас сум имал тогаш 3-4 години, се сеќавам се чекаа редици за леб за млеко, меѓутоа тогаш државата даваше, ако се сеќавам, купони кој колку може да земе количински и млеко и масло за јадење. Сега се доведуваме во ситуација, еве сега и Европската централна банка, овие вчера, денеска испадна соопштение во Финска, утврдиле или дека една од причините за инфлацијата покрај факторот недостиг на страната на понудата поради растот на енергенците, војната во Украина и шпекулативното однесување на трговците. Борбата, желбата за профит. Дека и тие, и тоа на ниво на Европска унија, придонеле со своите однесувања или желбата за екстра профит инфлацијата да биде поголема. Нивните богатства да бидат поголеми, граѓаните да платат цената. И тоа го има јавно соопштение што се презентираше денеска на медиумите. Значи, имаме тука ние повеќе работи кои што се покажаа како една слабост во една ваква ситуација. Во нашава држава, за левот конкретно, јас се сеќавам во месец ноември пред Министерството за економија, представникот на агробизнес групацијата, заедно со министерот за економија, господинот Крештик Бектеши, испаднаа и рекоа се договориле ако се понуди субвенционирана цена на електричната енергија, дека тие ќе ги намалат цените за 10% под услов дека другите инпути не им се сменети. После кога дојде тој период да треба да се намалат цените, се отвори и други прашања, и минимална плата, и други работи, и кај дел се намали, кај други не се намали. Сега, кога гледате од оваа дистанца, во Штип, во други градови, има за 29 денари леп. Негде имаше најефтини 27 денари леп. И 30 денари леп. Тие викат, ние не можеме и за 33 денари. За да видиме кој ќе биде во право. Сега е периодот за поднесување на завршни сметки. Што ако се покаже дека нивните завршни сметки имаат поголеми добивки од лани? Од каде е тој профит? А цело време викаат дека електричната енергија ги тера да пработат со загуба. Товарот, ако го сме општествено одговорни, треба да го понесеме сите. Не е целта да се уништат компаниите, да не се разбереме сега, тие се компании, дајте да ги заколеме. Целта е секој да понесе дел од товарот толку колку што може. Во случајот на левот, јас мислам дека тие требаше да си останат на зборот. Барем 2-3 месеци да понудеа леп колку што договори. Ако се покажеше со пресметки, еднаш да видиме пресметка или тие меѓу себе да си се договорат. Ова чини толку, толку и толку, дајте да ги употребиме она што веќе колега Бојан, да стоковните резерви да дадеме поевтино жито ако берзанската цена е значително качена. Но пазете, веќе инфлацијата стагнира, се намалува, не расте брзо и веќе цените мора да се стабилизираат. Ваквото шпекулативно однесување без да има економска оправданост на страна на инпутите, ние сите го плаќаме. И тука општествена одговорност треба да бараме за сите. Видете, еве ќе дојде февруар, ќе помине, сега ќе се објавуваат 15 март, 30 март, како се поднесуваат завршните сметки. Апелирам до новинарите, овие бизниси, кои што најмногу ги
обслужуваа граѓаните во делот на енергенсите, во делот на прехраната, да ги видиме билансите. Еден податок што испарна за пекарската индустрија, освен една фирма, Житолук, сите други имаат поголема добивка во 22 отколку во 21. Барем тие што беа на листата. И тогаш веќе доаѓаме во ситуација каде што да мислите? Како може тие во Штип 29 денари да го продаваат и да викаат на граница и нема да престанеме затоа што граѓаните треба да имаат леп. Може би треба да се остави економијата слободно да функционира. Тоа е најправилно. Да. Меѓутоа, не треба да се остави шпекулација, се извинувам. Да, треба да има систем, затоа што ако се јавуваат такви различни позиции на пазарот, дефинитивно имаме проблем, за кој што имаме институции, за кои што ги плаќаме. Ја конкретно не ја наоѓам улогата на директорот на пазарниот инспекторат да излегува на телевизија да ни кажува што наредно ќе се замрзне, туку господинот треба посуштински да се фокусира на ваквите работи. Ако има такви злоупотребувања, затоа на крајот од денот ги плаќаме тие институции. Постои институт кој што се вели казна, нека излезат на терен, ако видат дека навистина се случува тоа што го кажуваат, нека ги слободно казнат компаниите. Се спомна една работа, кога ќе се замрзне цената на одреден производ, не би требало да има редици доколку државата ги ослободи стоковите резерви за кои што постои закон колку минимум треба да бидат наполнети тие стокови резерви. Ако се сеќавате кога имавме криза еве и со зејтинот, имавме секакви кризи, па и таква имавме кога немаше зејтин на рафтовите. Ние велевме добро, дајте да влезат телевизиските екипи во депоата на Агенцијата за стокови резерви да снимат дали има или нема зејтин, затоа што по закон тој директор е обврзан да чува одредени количини кои што ќе треба да бидат одреден минимум. Тоа го направи во Србија претседателот Вучич, ние тоа не го сторивме, па по неколку месеци за доцнување, веќе кога цената на зејтинот беше особено висока, тогаш влезе министерот. Еве само на кратко ќе кажам, ние нема да ги помогнеме компаниите можеби со намалување на акцизата за горива, но затоа повторно ќе го споменам, првиот вице-премиер со негов потпис ќе ослободи 1500 тони пченица, рекордно високи во годината кога имаме проблем со производството на леп и граѓаните кои плаќаат по висока цена. Сега, каде завршиле овие 1500 тони стоковите резерви пченица, никој не знае, но не завршиле кај тие кои што го произведуваат, за да може на тој начин ние треба да бидеме креативни во наоѓањето на цените, да ја нивелираме и да ја спуштаме цената. Јавноста социјалните мрежи спомнува еден, можеби е се вака неблагодарно завршиле на Косово, ама тоа е друга тема. Пред крајот сакав само да ве прашам за уште една тема. Спомнавте подеднакво да го платиме товарот сите како општество. Фер ли е во едни вакви услови да се заговара данок на екстра профит кој што ќе оптовари дел од компаниите кои што некои може би искористиле во криза, некои па инвестирале, па и не мора да плаќаат толку големи еднократни давачки на данок на екстра профит. Моje лично мислење како припадник на социјалдемократите, мислам дека побогатите треба да плаќаат повеќе. Ама со ова се испрати да малце лош, бидејќи се најави некако вака многу плюс временски период. Да, за тоа може да дебатираме предвидливост на условите, однапред и сите. За тоа може да дебатираме, значи во ред. За тоа прифаќам и мислам. Меѓутоа, тие што заработиле екстра профити во време на оваа криза и тоа благодарение на повисоките цени, не затоа што зголемиле продуктивноста, купиле нови машини со кои што произведуваат поевтино, зголемиле, намалиле вработени или не знам што, туку едноставно, пазарот е така. Денеска цената е волку, утре е повисока, ние сме направиле екстра профит, без за реинвестирана добивка би ги ослободил ако тоа придонесе за отварање на нови работни места и зголемување на продуктивност. Но нема таква опција. Тука нема, но затоа има ограничување над 10 милиони евра ако зголемиле профитот од претходната година. И тоа е некоја рамка, може да се дебатира евентуално за рамката, но јас сум за тие што направиле екстра профит во време на многу тешка криза, со инфлација, со неизвестност на снабдување на основни прехранбени продукти, да платат и повеќе во буџет. А парите што ќе се соберат од тоа, да се употребат, да им се помогне на други, кои што ќе можат да развијат, да не отпуштат вработени,
да на некој начин не директно пари, туку да им се создадат предуслови да вработат луѓе, бидејќи немаме време да го допреме прашањето за недостигот на работна сила. Тоа е сериозно многу прашање кое што треба да го зборувам. Значи, сега ќе дојде и минималната плата, која што за дел од компаниите ќе предизвика сериозни проблеми ако не ја зголемиле продуктивност или ако пазарот им ја паднат. И тука треба државата, тоа е умешноста на владењето. Да се трудите што е можно повише средната класа да биде задоволена. Треба ли да задоволуваме, да кажеме, граѓаните на, да речеме, грбот на некои кои што се и поуспешни и поинвентивни, може би инвестирале, се сече некако крила на дел од оние кои што ја влечат економијата. Има и такви реакции. Ќе кажам три работи, ќе бидам кус и ќе бидам особено експлицитен за да бидам јасен. Прво, вака предложен данок за солидарност не постои никаде во Европа. Владата вели дека ова е по примерот на Хрватска, ама не е заради тоа што таму се даночат само компаниите од аспект на енергетскиот сектор, конкретно тие што тргуваат со нафта и со енергенси, како струја и слично. Тоа е едно. Кај нас се даночат сите компании кои што имаат таков профит, дури и оние кои што заради цената на одредени импути со кои што работат, метали, кои што во тој момент била повисока и тие треба да се даночат. Тоа е една работа. Втора работа, која што сметам дека треба да се каже, ако треба бизнисот и стопанството да биде солидарно, треба да биде и владата солидарна. Не можете вие да барате од стопанството да биде солидарно, а вие да набавувате леб по 41 денар или по 78 денари во услови кога цената на лебот е замрзната на 33. И третото и финално, сега ќе ви кажам што е главниот проблем со тој закон. Од таму се исклучени компаниите кои што се формирани или кои што се имаат здружено во последната една година. И такви компании, ќе споменам само три. Компанијата на Душко Заев, компанијата на синот на Али Ахмети и компанијата на сопругата на Димитар Ковачевски. Тоа е она кое што е инкорпорирано во овој закон. Дури и во ваква, можеби, намера која што треба да биде честна, овие криминалците од власта сакаат под превезот на солидарност да вметнат криминал кој што треба да биде амнестиран. Не треба да има исклучоци. Да не се разбереме погрешно. Значи, сите сме жители на Република Македонија, сите си ја сакаме државата. Дека на крај никој подеднакво не се носи товарот. Тука е борба. Тука е борба. Тоа е, да слушаме од вако кои се какви фирми има, тоа е поразително. Начнавме многу теми, многу проблеми, отворивме многу дилеми. Се надеваме дека тие што треба да слушаат и ќе реагираат, посебно обвинителството кое што треба да расчисти доста работи околу овие крупни инфраструктурни проекти, за да немаме дилеми како што имавме за претходни. Ви благодарам на вашето присуство. Има и теми за кои што ќе дебатираме и во некои идни изданија на За или против. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Останете со ова.